Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Верувам дека денес ова видео нема да биде избришено. Верувам дека некои работи ќе бидат разберени. Верувам дека конечно македонскиот народ ќе свати колку ние сме самобендисани и верувам дека македонскиот народ ќе свати, па дури Тони Апостоловски македонски, за некои работи кои што во минатото овој лик на Англо-Америка, на англосаксонците, кој што одработува за Антихрист да биде македонец и негово устойчување во Македонија, поради кој што овој лик, ама баш никогаш немаше доблес, иако воспоставивме контакт уште во 2005 и 2006 година да се видиме, ама најверојатно многу мои браќа македонци како Тони Владо го користат за да ги пренесат информациите на овој лик. Овој лик, македонци мои, беше првиот кој што воопшто не го интересираше Македонија. Овој лик, македонци мои, беше лик кој што секогаш велеше дека во Македонија има тумулуси, дека во Македонија нема пирамиди. Овој лик, македонци мои, додека Владо Павлов жестоко ја кажуваше вистината, а вие му се смејувавте, дојде време денес на овој лик преку 25.000 македонци да му дадете подршка, преку 500 лајкувања, заборавајќи дека некој пред овој лик многу одамна ви го кажа се тоа што овој лик денеска ви го кажува со цел да ви го устолчи Антихрист во Македонија. Овој лик, македонци мои, на англосаксонците е лик кој што нашиот Александар не го кажуваше како денес што ви го кажува македонски, туку го кажуваше велики. Овој лик, македонци мои, денес објавува нешто што Владо Павлов го објавил за Олимпија уште пред една деценија, каде што тогаш најпрво што објавив е дека и не случајно зимската олимпијада беше во Сараево, а со олимпијадите, знаете, е поврзана Олимпија, сопругата на Филип Македонецот, нашиот татко, а не нашиот очуп на кој што му се клањате вие, македонци мои, Тито. Овој лик, македонци мои, е лик кој што работи во спрега со сите оние кои што учествуваат во бушотините и доказите во Црнилиште, во Светениколскиот регион, за богатоста на ова место од нафтени шкрилци, а искористувајќи го македонскиот дух, преместувајќи гробници за да утре не лажат за живиот Бог дека овде е гробот во Геолифот. Овој лик, македонци мои, е лик кој што цело време со армија македонци ги злоупотребува моите откритија и ги присвојува и си ги става како негови трофеи. Овој лик, македонци мои, никогаш не сакаше да го одржи зборот према она што ние имаме заеднички договорено уште во 2006 година. И навистина имал право. Зошто го правил тоа, али во спрега со голем број на македонци. Затоа, македонци, продолжите и понатаму да плукате по Владо Павлов. Приширајте ги тугите како овој лик и правете ги како богови. Иако овој лик безброј работи и безброј
мнение смени поради сето она што свати дека Владо Павлов е многу во право. Затоа ќе го остава, македонци мои, и понатаму овој лик да го правите Бог, ќе го остава, македонци мои, да ги слушнете овие негови зборови, па уште и ве вика позив македонцима, уште и ве вика, македонци мои. Затоа доаѓа времето кога сите оние кои што поминаа низ тунелите, кога сите оние кои што поминаа во високо, а големиот број од нив денес во почетокот имале некои бенефити, ама подоцна оно што се кажува излава друго. Затоа овој лик беше и копи-паста на Владо Павлов и Соргонската енергија, но не успеа да ги ископира преку македонци изданици оно што го правеа идентично исти како пирамидите од Мак Оргон на времето. Зошто? Затоа што овој лик ја нема Божјата честичка, како ние што имаме во Македонија. А вие продолжите, македонци, ваквите ликови туѓинци да ги правите богови на сметка на нас, македонците, како Владо Павлов, кој што секаде го плукате, а овој лик е еден од најголемите копипастевци за најголемото дело на Владо Павлов од минатото. Овде дојдете до заклучок. Што сака да ви пренесе поетот? На отварање монументалне статуе и павилјона посветено Александру Македонском. Овде у срцу Босне, у парку Равне 2, у Високо, у суботу 30. ноемвра, тачно у 12 сати, отварамо павилјон посветен највеćem војсковоđи сви. Овој лик на англосаксонците ви отвара павилјон на најголемиот војсководец на сите времиња, македонски и светски Александар III Македонски. А вие заборавивте, македонци мои, дека некој во 2005 година во чест на овој лик правеше Александријада. И денес повторно вие, македонци мои, ќе одите и ќе се клањате во Високо на лик кој што е жив Бог, на лик кој што живее, на лик кој што овие непријатели негови, иако потекнува и има делумно илирска крв од неговата мајка Олимпија, за кој што Владо Павлов најави и објави години уназад дека низиното потекло е етрујанка, тосканка, затоа што е турците на Балканот ги викаат елири, и нивната прва територија кога доаѓаат на Балканот од Италија е Истра, и оттаму се префрлуваат во Дубровничкиот дел, во Далмацискиот дел, во Босна, а од Босна доаѓаат во Епир. Така да матичната држава на мајката Олимпија би била Тоскана, Италија, или Етрурија. Истите тие турци се оние кои што денес ние ги знаеме како илири, а сите вие сте сведоци дека пред бракот на Филип и Олимпија македонците имале чести битки со илирите, каде што Владо Павлов ви ја кажал и престолнината нивна пред Епир, пред Истра, пред Пале во Сараево, и затоа и целосно уништено, а со докази и аргументи дека ние денес имаме навистина големи непријатели, но не непријатели надвор од Македонија, туку ние денес имаме непријатели кај самите нас македонците од македонци, македонци мои, кои што од нашата самобедисаност, од нашата љубомора и себичност,
ние секогаш ќе го плукаме македонецот од Македонија, а овие слуги на Англо-Америка, на англосаксоните, како богови ќе ги причекувате и ќе ги пресирате. Заборавајќи дека во минатото некој за нашиот македонски и светски цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски ви кажал се од кој што копира овој лик, и не сакам да му го споменам името, кој што работи на устолчување на Антихрист во Македонија, во спрега со англискиот двор и во спрега со сето оно што сега сака да го прави во високо. И продолжува. И времена. Александру III. Овој лик, кој што ви е представен, благи везе нема со вистината за Александар, со неговата брада, како што ни е представена, и со сето оно што го гледате. Пред некој ден Владо Павлов ви даде монета, која што го представува идентичниот лик на Александар III Македонски. Погледнете со каков фотошоп се служат, за да утре вие верувате на овие манипулации кои што се прават 3000 години со македонецот од вакви тугинци на сметка на нас македонците, кои што не си го сакаме македонското и не си го сакаме македонецот. Македонско. Зашто баш овде у Босни? Зато што е Александар. Зашто баш овде у Босни? И продолжува овој лик. Зато што Александар имал илирска крв, имал босанска крв. Да, точно е. Точно е тоа што го кажува овој лик. Но овој лик не кажува кој прв го ова кажа. Кој лик објави дека Олимпија била налик на Лепа Брена, толку убава, на кој што првиот поглед на Филип бил толку занесен во нејзе и не можел да се одвои. Овој лик не е кажал и за Диоклецијановата палата, дека е палата која што е реновирана и доизградена од нашиот македонски цар Филип Македонецот, онаму каде што прв пат ја гледа и ја забележува мајката на Александар Олимпија. Овој лик го кажува сето она што Владо Павлов го кажува со децении уназад за неговата мајка, за неговиот татко. И наш. Значи, битката е голема, а ја не оспорувам дека Александар е и нивен. Кога велам македонски и светски, значи кажувам дека Александар е на сите нас. Ама вие македонци, она од Павлов, не го гледате. Вие го гледате овој лик на Англо-Америка што ќе ви кажи. Овој лик кој што е спреман за да утре, заедно со Паско Кузман, ви го отвори геолифот, каде што ќе ве манипулираат за гроб на живиот Бог денес. Па каде се видело и каде се слушнало да се прават споменици и да имаме гробови за жив Бог? Ама овој лик тоа го прави во интерес на Англо-Америка, од каде што треба да дојде Антихрист. Заборавимо што ненаучна Википедија пише да е говорил грчки јазик или дијалект нашиот јазик. Александар е говорил македонски јазик. Наедна сега Александар збори македонски, а до пред некоја година овој лик Александар велеше дека бил велики. Негови генерали. Сви негови генерали збореле македонски. Точно е. И ова не го спорувам. Ама сите негови генерали 12 потекнуваат од древна Агријанија. Затоа што древна Агријанија е вистината за македонската царска династија. Затоа што тука биле најсилните и најлојалните негови генерали, кои што вие ги знаете 12-мина. Овој лик никогаш нема да го каже тоа. Затоа што не му одговара ова вистина за нас, македонци мои,
Ама затоа вие македонци ќе го споделувате, ќе го трасирате патот на овој лик, слуга на Англо-Америка, а Владо Павлов ќе го газите, ќе го исмејувате, ќе го плукате. Затоа не ја бива Македонија и затоа утре Антихрист ќе ви го истолчат овде во Македонија. Бидејќи и овој лик не гледате дека го копира Владо Павлов. А зошто го копира? Затоа што овој лик има доушници македонци во голем број, кои што го следеа Владо Павлов со години уназад и му ги дава информациите на него, за да он го смени размислувањето, дека нема потреба најпрво да се спаѓа во микропечка, а тоа е во внатрешноста на пирамидата, затоа што пирамидата треба да ја користиме надвор, тоа е незиниот врв. И така овој лик почна да ги менува ставовите. Ама вие тоа го заборавивте, македонци мои, за се оно што Владо Павлов го кажуваше. И денес овој лик ќе ви кажува дека Александар е поголем милир отколку ли македонец. И нормално, нивење. Говорили su makedonski jezik. Neki od njih, Polovani, Tome i Aleksandar, govorili su i grčki jezik. Aleksandar je širio makedonsku kulturu. Ne helenski. Pa ne može da šire helenska kultura ili helenizam, zato što ne postojal helenizamот, postojal makedonizamot. Колку време и колку години потроши Владо Павлов да ви каже дека дојдено е времето лажниот хеленизам кој што не постоел да исчезне, а на сметка на него да дојде македонизамот. Да, ама овој лик денеска ви го кажува тоа. Дали сте се запрашале зашто ви го кажува? Ви го кажува затоа што Антихрист треба да ви го донесат. Бидејќи новата светска влада без овој лик Александар Македонски не може да се формира. И затоа им е потребна на сите онија глобалисти, на сите онија 13 фамилии на англискиот двор Македонија денес. И затоа некој ја спремаше во стилот на Скопје 2014 во нивен интерес. Ама вие побегулета ја правите исто така херои. Затоа ќе биде Армагедон. Онаму каде што Мојсие ги испадил онија кои што верно не му служиле 40 години, кои што ги трпел 40 години и последното случување со Молохот, каде што го градат златното теле точно на Геолифот, ги протерува и го формираат Римското царство со Ромел и Рем. А додека македонците со Пердика први преку Брегалница, преку Астибо тогаш во Виничко Кале ја формираат македонската царска династија прва. Во исто време кога се создава Рим. Ама овој лик тоа никогаш нема да ви го каже. Затоа што црнилиште треба да биде белиште. Ја себе ви најавувам, ако не се разбудиме и ако понатаму меѓу македонците се јадеме и овие од тугите ги правиме како богови, а Армагедон на глава ќе ни биде во Светеникотско. 1000 својих македонски официра je Вавилон оженил sa 1000 перзијани. И тие персијанки кои што овој лик ви ги кажува е лага. Не се персијанки. Тоа се македонци кои што во времето на Дарий први пред создавањето на Македонското царство, пред Македон, се асимилирани во Персија од Сиропајонија и од Пајоплите. А тоа е територија на денешен Вардарски рид, дел од Струмичко, Гевгелија, Дојран и Идумене во Грција. Територија каде што живееле Пајоплите и Сиропајонците. Што значи Александар точно знаел зошто
од неговата војска, од нашата македонска војска, оженил со 1000 жени на тој терен. Затоа што знаел дека тие не се персијанки, а персијанките биле асимилирани од тој терен на територија на денешен Дојран, Гевгелија и Думене. И од тука потекнуваат најголемите изданици на македонштината. Од тука е најголемиот гробар на македонската царска династија Касандер, синот на Антипатар, кој што токму од ова подневе потекнува. Од ова подневе потекнуваат и Издрод Велики и Јуда Искадриотски, од коренот на Касандер, најголемиот гробар на македонската царска династија, кој што, верувате ми македонци, денес е повторно овде, реинкарниран и повторно прави зло на македонскиот народ и на македонската царска династија, на кој што Владо Павлов најжестоко му се спротистави. Иако истиот тој е се потекло од ова англиска лоза, ритуално правено во Хрватска и донесено во Македонија. Не се плаши Владо Павлов на никого, затоа што знам и ќе продолжам уште посилно да ви ја кажувам вистината колку и да сакате, да ме плукате, да ме озборувате, да ме смејувате. А овај лик сака да биде Владо Павлов, ама не може. Затоа што ова што го кажува дека е направена свадба со 1000 персијки е тотална лага. Затоа што на тој терен, осана каде што е правена, каде што се правени овие свадби со 1000 од војниците на нашата македонска армија, на Александар Македонски тогаш, е територија каде што живееле македонци, асимилирани од времето на Дари Први, од територија на денешен Дојран, Гевгелија и Думене и дел од Струмица и Вардарски Рид. Од каде што подосна потекнуваат најголемите изроди на македонштината. Антипатар, Касандер, Издрод Велики, Јуда Искадриотски. Па зарем не пишува во Библијата дека северно од Идумене е Јудеа? И па сега, каде биле тие персијанки? Онаму каде што биле и каде што ја правеле она свадба на 1000 војници со 1000 персијанки, како што ве манипулира овај лик на Англо-Америка. Или персијанките биле овде, на денешна територија, во денешна Македонија. Исто како што ги асимилираа нашите браќа македонци од територија на денешна Егејска Македонија за времето на Метаксас во Измир и Анадолија. А од Измир и Анадолија ги донесува онија за кои што тогаш Ото и за кои што тогаш Грција немаше грци, па им требаа грци. И ги донесува овие каромани, маџири, православни турци на сметка на нашите македонци кои што ги асимилираа во Измир и Анадолија и ги исламизираа. И денес нашите егејци се во Измир и во Анадолија, а овие егејци уште кечи и бркови да им ставиме. Погледнете го Топурковски, погледнете го Тодор Петров. Ставете му кечи и бркови и ќе видите колку се тие големи маџири, православни турци или каромани. А додека оние нашите браќа и сестри во Измир и Анадолија исламизирани, ние ги заборавивме. И иста таква асимилација било и во времето на Дари Први, кога од територија на денешна Гевгелија, Дојран и Думене се преместувани пајоплите и сиропајонците на територија во Персија, а персијанци донесени да живеат овде во денешна Македонија. И стануваат најголеми гробари на македонштината. Затоа и најголемиот издajник во времето на Исус подоцна, кој што потекнува од коренот на Александар Македонски и Филип Македонецот, Јуда Искадриотски, познат како апостол Петар, е рибарот. Од каде? Од Дојранското езеро, каде што живееле овие персијанци и кои што биле донесени, бидејќи таа територија
И тоа езеро денешно Дорјанско било на територија на сиропајонците и пајоплите. И продолжува овој лик и понатаму да манипулира со вас. Желејќи да створи нову нацiju, нову културу, нов свет, нова нација, нова култура. Никаква поврзаност нема тоа со нашиот духовен водач, со Александар III Македонски. Нова култура, нов свет, нова нација. Ова лик што ви кажува е синоним на антихрист. Затоа што Александар е Божји син и тој не се меше во работите на татко му. Кој е тој нов свет? Која е таа нова култура? Погледнете како ве манипулира со антихрист овој лик. Навидум ќе кажете дека е многу голем. Ама затоа вие македонци си го плукате македонецот. Си го газите. Ама овој го чекате како Бог. Александар, нашиот крал на кралевите и цар на царевите. Александар, нашиот македонски и светски цар, создава нова култура, нов свет. Погледнете, Александар ни го направи антихрист. И свет без ратова и самирија. Александар е говорио исти јазик као негови сународници, браќа на север, рivali, Срби, али или Господинот кој што ве манипулира во тој временски период немало Срби. Да, точно е дека имало трибали. Моите браќа и сестри во Србија знаат дека 12 години водам жестока битка да докажам дека сербите или сербонците, по кој што го добива името Србија, се оние кои што ги чистеле коњите на Дари III и кои што доваѓаат од Персија и живеат на територија на некогашна трибалија. И затоа има Срби денес кои што не го разбират македонскиот јазик, а тоа се тие сербонци од Персија, и Срби денес кои што не разбираат, тоа се древните кои што живееле на територија на денешна Србија трибали. Ама овој лик нема да ви каже дека Трибал и Скодар се синови на Паун, а Паун е син на Аватарие, Аватар, кој што живеел на територија на денешна Босна. Ама кога се во прашање илирите, турците, тоест оние кои што потекнуваат од Амазонката со награда, оние кои што потекнуваат од жената на Хермес Меркур, познат како Одисеј, кога се изгубил во Италија, оние кои што потекнуваат од Лацио, од Латин, тоа се тие илири. Браќа по крв, наши полуграќа, власи и албанци. Тоа се илирите. Колку има право? Колку имаат право турците, албанците и илирите, толку имаат право и власите на илири. Затоа, овој лик нема да ви го кажи тоа. Овој лик нема да ви кажи дека најстарата матична држава на албанците, како илири, е дворецот Гондолфо над Ватикан, каде што живеале албањаните, тоест албањаните. Овој лик нема да ви каже дека во Италија ги има албанските планини, од каде што потекнуваат нашите сограѓани од албанска националност. Овој лик нема да ви каже дека пред Тројанската војна не постоело ниту Јадранско, ниту Јонско море. Така што денес на местото каде што е Албанија е била цела Италија. И затоа ние сме заеднички поврзани со овој народ. Овој лик нема да ви каже дека Одисеј има два сина. Едниот син од Илирката, од Амазонката со награда, тоест од Влахо Албанката,
Лацио и од Пенелопа Орес. Овој лик нема да ви каже дека ние потекнуваме од Орес, дека овде била Орестида, а со тоа докажуваме дека овде во денешна Македонија бил и островот Итака. Ама вие, македонци мои, никогаш нема да го почитувате оно што Владо Павлов или било кој друг македонец ки ви каже. И затоа газете го уште повеќе македонецот. Ама овие кои што ве манипулираат да ви го устолчат антихрист во Македонија, пречекувајте ги како богови. Тука е врлината нивна, врлината на илирите. Затоа што тие се препознатливи по тумулуси, а не и по пирамиди. Ама овој лик никогаш не ви кажа дека пирамидите во високо се помлади пирамиди од пирамидите во Македонија. И затоа никогаш не ви кажа дека имате пирамиди, македонци мои, туку едноставно дека имате тумулуси. Затоа продолжите и понатаму, македонци, да му аплаудирате на овој лик, на овој кој што одработува за англосаксонците, од каде што треба да ви дојде антихрист. Они кои се живеат на територија на Босна. На територија на денешна Босна живееле аватарите. Живеал Автари или Аватар. А Аватар, македонци мои, е татко на Паон. А Паон е татко на Трибал и Скодар. Паони е територија од Босна, па се додека се влева места во Егејска на територија на денешна Грција. Трибали се србите, скодри се црногорците. А од Трибал потекнуваат Агеменон и Миној. Протерани од дарданците, кои што ја присвојуваат територијата околу денешна Авала, територијата на Сингитиум, територијата околу Белград, и од каде што дарданците го преместуваат нивното Дарданско царство од Илинден и од Скопско Кале преку Косово, Медвеđе, Прешево, на територија на денешен Белград, тоест на Авала. А додека Агеменон и Миној, синот на Трибал, протерани своето царство, добиваат територија од древните паонци по крв и браќа околу денешна Селјачка планина, на територија на денешен Прилеп, каде што и престолнината нивна на Микена позната е Трескавец. И овој лик тоа нема да ви го каже, затоа што не му одговара, македонци мои, да ви го каже тоа. И тоа е ваше право. Нема да ви каже дека црногорците се потекнуваат од скодрите, затоа што не му одговара или не знае. Нема да ви каже дека Босна е територија на автаријатите или на аватарите, затоа што не му одговара. Ама ќе ви каже дека Босна, Црна Гора, Македонија и цел Балкан е илирски, тоест влахо-албански. И затоа вие аплодираете му колку што сакате. Нека ве манипулира, нека зима од Владо Павлов, продавајте му. Само едно да знаете, Армагедон овде ќе биде во Македонија. Словенија, Хрватска. Две велike неправди овде исправljamo се. Прва, тој ги исправдува неправдите што ние македонците си ги смејуваме. А како што гледам на десното рамо овде кај крсто, ајде прашајте ги онија кој што ве манипулира и со крст дека носел на десното рамо, а на левото носел матица пчела. Прашајте ги онија кои што одработуваат исто така за овој лик во Македонија, кои што се поврзани со геолифот да ве лажат дека тој е гробот на живиот Бог. Па каде е овде?
Каде е овде крстот? Ке ми каже некој каде е крстот на десното рамо? Или во Фотошоп можеме да правиме што сакаме денес. Не може десното рамо да биде со крст, а левото рамо да биде со левото рамо да биде со матица. Се знае, и лево и десно има матица. Или и лево и десно има крст. А крстот не постоел во времето на Александар како символ, како што ние денес го знаеме. Крстот е символ на христијанството од Константин и Елена. До Константин и Елена христијанството има символ риба, а во времето на Александар христијанството има символ матица. Прашајте ги потрчковците на овој лик, каде е сега крстот на десното рамо? Прашајте го Ѓорѓето од Прилепа града. Прашајте ги сите онија кои што ве манипулираат и кои што имаат интерес да ја скренат вистината и да ја продадат на овие тугинци. Прашајте ги сите како може на едното рамо да има матица, а на другото рамо да има крст. Крст кој што не бил поврзан со символ од времето на нашиот цар на царевите и крал на кралевите Александар Македонски. Еве ја матицата. А кога Владо Павлов ви објави матицата, вие сите му се изсмејувавте. И истата ова матица која што има овде. Вие сите ракоплескате на сите обезглавувања кои што ми се правија. Па и до ден денес што ми се прави. Поради тоа што и разводот ми е заснован поради ова матица. А која е целта? Целта е да се сокрие вистината, да се сокрие матицата и да излегне на друго место. И затоа Владо Павлов треба да има биолошки или физички атентат. Па и нека има. Бидејќи ова повеќе не се трпи што правите вие македонци врз македонецот. Верујте ми. Ајде, прашајте го Ѓорѓето. Прашајте го било кој друг Ачко, прашајте го Ристевски. Каде е крстот на десното рамо? И како може крстот да биде како символ на Александар Македонски, кога не бил символ во тој временски период крстот? Како што била рибата символ на христијанството, матицата била символ на христијанството во времето на Александар Македонски. И сега он, овој лик, ќе исправува нашата македонска карма, дека хеленизмот не постоел, постоел само македонизмот. А тоа Владо Павлов не го знае. Затоа аплодирајте му на овој лик и почитувајте го македонци вие. Ама Ар Македон нема да ви бега, затоа што има некој друг во универзумот кој што повеќе не може да трпи неправдата врз македонецот. Од вас македонци што ја правите врз македонецот, од тоа што вакви тугинци секој пат на секој пат им шлакате, а додека својот македонец го газите, го омаловажувате, го исмејувате. Еве, ви кажа дека албанците се потомци на илирите. А каде се власите? Затоа што браќа по крв се. Затоа што и тие потекнуваат од денешна територија на Италија. И тие потекнуваат од Корзика, преместени на територија на албански планини околу Рим. Само што Рим е создаден од мешана крв на дарданци и лири. А Дардан, најстарата престолнина е имал на територија на денешно Скопско Кале. Па затоа требаше Скопје 2014 за змијата да изеде опашката. Од каде што се започнало, треба се да заврши. Ми смо илирско-словенски народ. Значи, Александар е илирско-словенец. Ете ви го овој лик, што ви кажува, македонци мои.
дека ние од зад Карпатите дојдовме со сламки. Aleksandar i oni koji su živjeli poslije njega imaju istu krv, kao i mi. Kao i mi, a oni se Iliri. Subota, 30. novembar 2002. Не пропуштајте! Ајде, македонци! Сабота на 30 ноември во 2024 ова година посетете го павилионот на англосаксонецот и кој што одработува за Англосаксонија, да Александар биде реинкарнираниот антихрист. И не пропуштајте павилионот на Александар Македонски денес да го има секаде, на било која територија, па дури и на високо, ама во Македонија ние не смееме да го имаме, затоа што Киро Григоров со самонаречаниот атентат во служба на Сорос, во служба на КОС, бидејќи сите дела и сите нарачени атентати и убиства ние ги префрлуваме на УДБА. Но не е точно. Префрлете ги на КОС и ќе дознаете повише кој е КОС и што е КОС. И ние немаме право на Александар, затоа што го дадовме на јужниот сосед. Ама ваквите како овој лик имат право да прават павилион на Александар Македонски. Запрашајте се зошто. Запрашајте се зошто. И понатаму плукајте по Владо Павлов. Дозволено е да му се смилувате. Правете записи. МВР во Довлочани, што сака нека прави. А зошто? Затоа што изсмета вистината. 24. u 12 sati ovdje u Bosni. Додека пирамидалниот туризам му пропаѓа, за да ги врати туристите, овој лик во служба на Англо-Америка, како претходница на Ѓолипот, прави павилион за Александар III Македонски. Да, македонци, тој прави. А вие македонци мои, не правете. Зошто? Затоа што денес македонецот е зло на македонецот. И се додека денес македонецот е зло на македонецот, ние ки живееме вака, разцепкани, разединети, уништени. И не заборавајте, Владо Павлов уште пред една деценија, а пред месеци објави дека Олимпија потекнува од територија на Пале, каде што не случајно и Сараево имаше олимписки игри, зимни, територија на древните илирски племиња, кои што се префрлиле од Италија најпрво во Истра, а од Истра низ цело Крабриче, територија и каде што Филип прв пат ја видел во Диоклецијановата палата, кој што лажат дека Диоклецијан ја изградил, исто како што не лажат денес дека Филип го градил и Охридско кале. Та Охридско кале е затвор изграден од кадмо, идентично како Голи оток на времето што бил, идентично како Алкатрас. Е тоа е Охридското кале. Затвор на онија кои што се огрешувале на кадмо и на древната балканска култура. Е затоа, македонци, Македонки ни дојде се поблиску на главата. Ако и понатаму не се освестиме и дозволиме вакви ликови да не манипулираат и да не присвојуваат се од оно што Владо Павлов со години уназад и децении ви го кажуваше и пишуваше, и вакви како Тони Апостолски и многу други кои што му даваа информации, па сега пирамидалниот туризам со високо паѓа, затоа што има многу луѓе кои што имаат проблеми, лажејќи ги дека требало да бидат во подземните тунели, од каде што имаме радијација, од каде што
во секоја пирамида, ако влеземе во нејзе, се чувствуваме како во микропечка. И затоа јас со години уназад велев дека ние треба да ги користиме врвовите на пирамидите, а не внатрешноста. И сега кога паѓа пирамидалниот туризам во високо, ајде сите сега во павилионот за Александар Македонски, ќе ве манипулираме и ќе ви кажуваме дека тоа е Илир. Па секоја ви чест, македонци мои, за ова дело што го направивте со овој лик.